Вработените од Еврокомпозит го одложија денешниот протест пред седиштето на владата во Скопје. Како што изјави за Канал Визија првиот синдикалец Роберт Богдановски, добиле ветување од директорот Граоровски дека во текот на утрешниот ден на вработените ќе им биде исплатена плата. Покрај платата за вработените, како услов за продолжување со работа, неминовно е и да се плати барем делот за останатиот повеќегодишен наталожен долг за неплатената електрична енергија на компанијата, кој изнесува околу 100.000 евра. На предпоследната седница владата го задолжи Министерството за внатрешни работи како крајен корисник на производите од компанијата 11 октомври Еврокомпозит Прилеп да исплати 6 милиони денари, со цел фирмата непречено да продолжи да работи. Вице-премиерот Ангјушев при завчерашната посета на Прилеп истакна дека оваа фирма се соочува со сериозни тешкоти што настанале во 2011, 2012 и 2013 година. Најави дека до крајот на месецот 130 на вработени кои изразија желба да заминат од фирмата ќе бидат прогласени како технолошки вишок, за да може сите тие луѓе да си ги остварат своите права во рамките на законите за да бидат згрижени. Потоа, од октомври би се преминало во период на реорганизација, престечајна реорганизација во која што најави Ангјушев биле обезбедени инвеститори за да може Еврокомпозит да продолжи да работи како нормална компанија. Ангјушев изрази надеж дека за 2 години оваа државна компанија ќе се реорганизира и ќе постигне резултати, бидејќи компаниите од дејноста што ја обавува Еврокомпозит во регионот работат успешно. Еврокомпозит е единствена фабрика за наменско производство за потребите на одбраната и безбедноста, целосно во државна сопственост. Вработените во овој прилепски загубар имаат неплатени придонеси од јуни 2012 и неисплатени 16 плати. Во повеќе наврати во знак на незадоволство изминативе години ја прекинуваа работата, организираа протести низ Прилеп, а пролетоска и пред владата во Скопје. Проценките се дека Еврокомпозит има вкупни долгови од околу 5 милиони евра, од кои меѓу 2,8 и 3 милиони евра се обврските кон 250 вработени за неисплатени плати и придонеси. Покрај обврските, сериозен проблем на идното функционирање на компанијата представува многу застарениот и амортизиран машински парк, како и старосната кадровска структура меѓу вработените, каде се налага ангажирање на нови млади, стручни и едуцирани кадри.